Со голем црковно-народен собир, православните христијани од Кочанско денеска на истоимениот манастир во село Горни Подлог го празнуваат сечението на Јован Крстител. Празнувањето започна сутра на богослужба на која ќе начествуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион, кој денешниот празник го поистовети како еден од 15-те најтешки празници во годината, кои наложуваат строг пост и молитва кон светецот за мир и спокој во душата. Најнапред честит празникот, посветен на Свети Јован Крстител. Од Светото Евангелие и од житието знаеме дека на овој празник, на овој ден, Светиот Јован Крстител пострада маченички, односно му беше одсечена главата од царот Ирод по барање на царицата Иродијада и незината ќерка, бидејќи Свети Јован го изобличуваше царот Ирод, велејќи му дека не е убаво да ја земе жената на брата му Филипа. Неговата проповед беше и останува силна, подготвувајќи ги сите луѓе за спасение, и ден денеска неговата проповед не повикува сите покајте се, за да се доближиме, помириме со Бога. Воедно тој и се моли пред престолот Божи за сите нас. Посакуваме Светиот Јован Крстител да ни подари мир, здравје и спасение, да се моли за сите нас, да не чува сите нас, и би сакал да испратам една порака на сите луѓе да се пазат од прелюбата, бидејќи заради прелюбата загина и царицата Иродијада и царот Ирод, а преку прелюбата загинуваат многу човечки души, и заради гревот на родителите, заради прелюбата страдат многу деца, има многу болести и незгоди во фамилиите токму заради гревовите на родителите. Жителите од Горни Подлог велат дека со години наназад овој манастир е посетуван од страна на голем број верници на секаде од државата, зборувајќи и за историјата на манастирот, од кога е изграден и како бил изграден. Тоа не беше манастир вака изградено, тоа имаше крст. До крстот имаше водичка. Прикажало се на некоја жена од Скопје да идеш в тоа село, там има крст, има водичка, да се замие детето и ќе прогледне. И го довеле тука дето, се е замило и прогледнало. И се наследува уште натаму. Христијанскиот празник Свети Јован Крстител е тежок празник, и на овој ден во манастирот кај село Горни Подлог вредните домаќинки подготвуваат повеќе казани со посен граф манастирски ручек. Паслуи се беше се посно. Ни зети не јадат. Посна. За овој ден се пости. И постоја ден се прави. И синоќ е био посно, што и среда. Или ако е петок, исто се посно прави. Црковниот хор од Велес за прв пат беше во посета на манастирот и презадоволен од организацијата изјави. Овде ми се свига тоа што народот е среќен, народот доби храна у исто време, и народот знае традицијата да се сочува. Тоа што го видов овде е многу на високо ниво, кујната е одлична, трапезаријата одлична, народот има една така спонтана, убава веселба, што треба многу луѓе да видат ваков пример, да дојдат овде, за да видат дека луѓето знаат да се дружат. И како и секој народен собор, така и оваа година манастирската слава заврши со традиционалните народни ора.